Ретроспективната изложба на легендарниот скопски архитект Живко Поповски го прикажува неговото животно дело. Од неговите почетоци во 60-тите години, па се до изградените објекти како ГТЦ, Домот на култура и Домот на пензионери во Охрид, тој представува вистинско наследство за македонската архитектура. Се работи за материјал кој што долго време седеше во просторија во која што Живко Поповски дел од својот живот и од своето повеќе децениско творештво го имаше внимателно сочувано. Така да идејата беше да целото тоа творештво прво се презентира пред архитектонската публика, бидејќи тоа никогаш не било направено на таков интегрален начин, целосно да се обедини. Меѓутоа, кога се работи за Живко Поповски, тоа воопшто не е едноставно, затоа што он беше можне комплексен архитектонски мислител. По 30 години на транзиција и урбанистички хаос, повторно се актуализира темата за урбано планирање на еден град, како што беше Скопје, и делото на Живко Поповски и неговата улога во развојот на градот по земјотресот. Ние далеку од тоа дека можеме да представуваме некаква светска метропола, дури ни локална метропола, доколку не ги востановиме тие релации со општите, односно глобалните светски однесувања пред се. Не во смисла на архитектонски трендови, обликовни, стилски или било какви, токму во онаа смисла на одговорност на архитектурата како еден инструмент за социјална, политичка и секаква реформа на општеството. Многу е битен прво ставот кон архитектурата, активниот став и критичкиот став, како позиција на секој архитект во општеството, која што мора да постои за да се постават работите така како што архитектонската наука ги поставува. Живко Поповски и неговата генерација на архитекти денес инспирација за младите архитекти кои што сакаат да видат една поинаква слика, како во главниот град, така и во состојбата со македонската архитектура.